ВМРО-ДПМН ги објави листите за кандидати за пратеници. Во четвртата изборна единица предложени се тројца кандидати од Струмица во првите 10 места. Највисоко е поставен досегашниот пратеник во последниот собраниски состав Дајанчо Ефтимов од општина Василево. Тој се најде на третото место, а веднаш зад него четврта е советничката во Струмичкиот совет од редовите на оваа партија, Ели Панова. На 10-тото место е Јадранка Поцкова. Освен нив, кандидиран е и Владимир Ристов, подпредседател на подмладокот на ВМРО-ДПМН. Носител на листата во четворката ќе биде Александар Николовски од Охрид, еден од најистакнатите кадри на оваа партија. Во останатите изборни единици, носители се во првата изборна единица професорката Гордана Силјановска-Давкова, која беше и председателски кандидат на ВМРО-ДПМН на последните председателски избори. Во втората изборна единица е Владо Мисајловски, поранешниот министер за транспорт и врски. Во третата изборна единица е Игор Јанушев, генерален секретар на ВМРО-ДПМН. Во петата изборна единица Игор Дурловски, оперскиот пејач кој беше еден од осомничените за упадот во собранието на 27 април, но судот го ослободи. И во шестата изборна единица Дафина Стојановска, пратеничка во Македонското собрание од 2014 година. Лидерот на опозицијата Христијан Мицковски претходно најави дека тој нема да се најде на листата за пратеници. На синокешната пресконференција изјави дека верува дека оваа е победничка листа со нови и свежи кадри. Повеќе од 95% од луѓето на овие листи се луѓе кои што за прв пат се наоѓаат на листите за пратеници, наспроти листи кои што вчера видовме, каде што имаме лица кои што се по 15, 20 па и повеќе години во политиката, кои што по неколку пати биле во неуспешни во рамките на парламентот, кои што по неколку пати извршувале високи државни функции неуспешно. Ние сме тие кои што мора да се разликуваме и кои што секогаш, како ВМРО-ДПМН, имаме обврска према граѓаните во оваа држава да понудиме нови лица, лица кои што имаат амбиција, лица кои што сакаат да победат. Парламентарните избори се планирани за 12 април, но партиските лидери ќе се сретнат утре на координација со премиерот Спасовски поради коронавирусот.